Ви благодарам, председателке. Почитувана колешке Шуманска-Митева, очигледно е дека се подготвувате за голем пораз на предстојните избори, затоа што со вакви популистички настапи, амандманот не е популистички. Популистички се ваквите настапи со кои што вие, освен што ми кажувате тука, ни држите предавања, приказни, нели од вчера дома пред огледало сте вежбале како ќе настапите овде. И освен тоа, и освен квалификации кон политичкиот противник, значи вие не кажавте ништо освен што давате квалификации за моето присуство или не присуство во Виница. Господја Шуманска-Митева, точно е дека јас поднесов 39 амандмани, мислам дека се толку, кои што се однесуваат не само на општина Виница, туку генерално на овој популистички буџет. Меѓутоа, кажете ми колку амандмани вие поднесовте? Дали има еден амандман кој што вие го поднесовте, а кој што се однесува на градот кој што би требало вие да го представувате? Еве јас ќе кажам за пошироката јавност, не почитувани, колешката Шуманска-Митева не поднесе ниту еден амандман. Освен што не поднесувате амандмани и што не учествувате во креирање на подобар буџет за сите граѓани на општина Виница, вие се дрзнувате, си дозволувате преку навреда на колеги пратеници да давате квалификации за тоа зошто некој поднел амандман. Апсолутно не се сложувам со ваквиот настап. Еве во минатото, тука е колешката Мира Стојчевска, па ќе си дозволам да ја споменам. Немаше пратеник од опозицијата од Виница, колешката Стојчева поднесуваше амандмани кои што се однесуваа на општина Виница, за да се надополни буџетот, за да биде, за да се финансираат проекти кои што се не само за Делчево, туку и за Виница. Дали, еве, колешке Стојчева, јас сум искочила на говорница за вас да ве оквалификувам или да ве навредувам за тоа зошто вие поднесувате амандмани за Виница, не сте биле, дали сте запознаени. Значи, не може Шуманска да биде за вас неприфатливо, затоа што сумата не била. Ви се молам. Па, дали е исто според вас стратегија за туризам и ова што јас го барам, студија за развој на банјски туризам на тој комплекс. Вие ми изборите стратегија за туризам. Во таа стратегија знаете што ќе пишува? Сакате да ви кажам за 300.000 денари. Во таа стратегија вие ќе напишете дека ќе обезбедиме средства за изработка на студија за да се развие банјскиот туризам. Така да ова што го говорите, стратегија, нема врска со студија. Тоа се два различни поими. Студија за да се изработи, тоа во себе содржи нови дупчења за топлите води, други геотермални истражувања. Како ви се молам, 5 милиони денари, биле но 300.000 денари. Значи, вие говорите за сосема различни работи. Едно е стратегија, во таа стратегија вие наведувате што се ќе преземете и на што се ќе обрнете внимание за потенцијален развој на туризамот. На општина Виница не се потребни стратегии. На општина Виница и се потребни конкретни проекти. Што е лошо, наместо да дојдете, да соберете сила, да застанете на говорницата и да кажете, да, јас се сложувам, потребно е да се изработи студија, вие доаѓате тука на говорница и кажувате дека имало, вие не сте запознаени. Еве јас кога и да одам во Виница, никогаш вас не сум видела. Ве чува уште полиција, каде се криете? Па ви се молам, немојте такви квалификации. На општина Виница, замислите, ќе правеле они сега следната недела. Значи не оваа среда, следниот петок. Они следната недела ќе правеле стратегија за развој на туризамот. На Виничко кале кога бевте последен пат? Застанете тука и кажете кога бевте на Виничко кале последен пат. Имали, па уште ми кажува зошто сум поднела амандмани.
Зошто не сум поднесувала амандмани кога претходно сме били на власт? Затоа што имало по 600.000 денари за Виничко кале, сега има 0. Затоа не сум поднесувал. Затоа што во минатото, кога ќе го отворевте буџетот, имаше капитални проекти кои што се однесуваа на Виница. Еве, збориме за Истибања. Кој направи градинка во Истибања? Кој го отвори повеќе наменското игралиште? Кој го изгради? Сите тие проекти беа во буџетот. За какви амандмани зборите? Спортската сала во Славчо Стојменски, чив проект е? Чив проект е тоа, кажете? Или бевте таму, сечевте ленти на проект кој што апсолутно немате допирна точка со тоа. Тоа е тоа е проект на претходната влада, 150 училишни спортски сали. Филтер станицата во Трасино, фотоволтаичниот систем, тоа е се во еден проект. Претходната локална власт го имаше и тендерот распишано. Само отидовте да пресечете лента. Предходно буџетот на Република Македонија имаше капитални расходи за речиси сите населени места во цела Република Македонија. За таа разлика говориме. Не можете да споредувате вие, ќе сте имале студија, ќе сте имале, како се викаше, стратегија. Стратегија, знам дека е слично ви звучи на вас, можеби, на СЕ. Стратегија е различно од студија. Па не биле средствата исти, ќе го развивале, они ќе правеле стратегија за развој на туризмот во Виница. Се распадна Виничко кале од 2017 и последните средства за изработка на заштитно-конзерваторски основи, зошто како пратеник не лобирате да дадат средства да се продолжи проектот? Се распаѓа. Кои туристи ќе ги привлекувате? Каде ќе одат туристите? И тоа што беше направено и со меѓуграничната соработка со Бугарија се е распаднато. Тотално ми се плаче. Ми се плаче кога ќе одам на Виничко кале. Е многу убаво, плачете. Значи, ето, тоа го кажува тој сенс за култура, за парламентаризам, за соработка помеѓу колегите. Ке ви го кажам примерот, еве, уште еднаш имаше колешката Стојчевска амандмани тогаш. Дали некој од колегите од тогашната позиција станал и со вакви навреди од никаде предизвикани да ги навредува колегите за тоа што поднале амандмани? Ви се молам, на што личи тоа однесување? Каква е таа демократија? Ова, господјо Шуманска, не се амандмани кои што се наши. Овие амандмани се во нив се содржани сите проекти кои што вие сте ги ветиле пред граѓаните на Виница, а не сте ги реализирали. Тоа се најголем дел од проектите од вашата изборна програма и голем дел од проектите за кои што секојдневно ни се јавуваат и ни ги бараат граѓаните на општина Виница. Ниту мене ми се сонило ова, за јас да го поднесам како амандман, или како што вие ми ги дадовте сите тие квалификации, ниту пак на некои од колегите за која и област да поднесуваат амандмани, така им дошло на памет, викате од ракав изваден. Кога бе вие работевте студија како пратеник, како што имате претходно сработено? Ева ја вас да ве прашам. Од каде дојдовте вие да бидете пратеник? Што имате сработено? Која стратегија, која студија? Што имате вие сработено за да дојдете тука и да кажете дали тие пари биле малку или тие пари биле многу? Наместо, добро, еве, јас ве прашувам најдобро намерно, затоа што вие видите рака ви го извадат. Ставите прашање, после така ви се води дебатата. Треба да Никој не има. ви е крив. Ве молам. Ништо не дозволувам, нити вас ве прекинав кога навредувавте, нити ова. Значи, затоа ве молам, пазите во своите говори. Зошто се разбира? Тоа да нема дискусија. Зошто се разбира ова како некаква навред? Само до амандманот, Зошто ке ве се молам. разбира? Јас прашувам.
Јас прашувам, на колку студии имате работено за да викате дека ова било извадено од ракав? Тоа е прашањето. Како тоа може да навреди некого? Како е тоа навредливо? Еве ти кажа колешката, ќе ми одговори. И што скокате тогаш? Генерале, вие не ја научивте лекцијата од прошлиот пат. Амандмани, каква председателке, штом дебатата не ви одговара, тогаш, значи, еве работат на говорат околу амандманот. Немојте да бидите нервозни. Ајде ве молам. Значи, штом е дебата, независно во која корист оди. Привршувајте со репликата, колешке. Уште една реченица. Не, јас немав никаква намера, мислам дека многу коректно дебатирав со почитуваната заменик министерка, затоа што имав одредени нејасноти околу студијата. Очекував дека таа ќе ми одговори повторно и верувам дека имаше намера. Во никој случај немаше да ја доведам дебатата во оваа насока, доколку колешката не почна прва со квалификации и навреди за тоа колку амандмани имам поднесен. Значи, моите прашања се колку амандмани вие имате поднесено. Еве, колешката Шахпаска, која што е пратеник од власта, има поднесено на вистина голем број на амандмани. Како она не е задоволна од буџетот, а вие сте задоволни? Како сте задоволна вие, кога Виница ја нема, не постои? Не постои. Кажете ми колку проекти од програмата План за живот се реализирани во Виница? Еден. Не мора, не знам, 3, 4, 5. Еден кажете од програмата кој што е реализиран во Виница овие години. Конкретно за Виница, значи не зборам за популистичките проекти кои што се на територијата. Еве, повелете, кажете.